Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е програмата на ТВ каналот Виси, емисијата Визави или очи во очи, а во ова издание на емисијата Визави, прв човек на Општинскиот комитет ВМРО ДПМН, господин Славе Гошев. Господин Гошев, добро вечер и добре дојдовте во емисијата Визави на програмата на ТВ каналот Виси. Добро вечер и добро ви најдов. Поздрав до вас и до сите гледачи на ТВ каналот Виси. Така. Во наредниве 60 на минути, почитувани гледачи, имаме можност да поразговараме со председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН за актуелните состојби со ова политичка партија, се разбира и за она како носител на власта во нашава земја. Се разбира ќе имате можност и вие да поставате прашање на 347-111, сева што е во делокругот на председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Во вториот дел од емисијата ќе одговори нашиот гостин. Господин Гошев, во интерес на времето да стартуваме, веќе речиси една година, можеби повеќе година сте прв човек на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Струмица. Успеавте ли да го консолидирате членството и дали впрочем, ако се направи еден пресек, сте задоволен од вашиот учинок како председател во Општинскиот комитет во таа една година овде во Струмица? Добро, навистина помина година и повеќе од моето назначување како председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Знаете, сме образложували и во другите емисии дека председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН се бира на еден јавен конкурс кој го спроведува извршниот комитет на партијата. Заедно со мене беа 17 мои сопартици. Честа од страна на извршниот комитет, како и од председателот на партијата Никола Груевски, ми беше дадено на мене да ја водам партијата во наредниот период. ВМРО ДПМН во Струмица, Општинскиот комитет беше во една незавидна положба после локалните избори, што е нормално како реакција на одредени незадоволства и така натаму. И сато од првиот ден на моето назначување за председател на Општинскиот комитет, јас заедно со мојот тим тргнавме во една агресивна кампања, се со цел реорганизација на сите партиски структури и заздравување на партијата и застанување на партијата на здрави нози на општинско ниво. За таа цел се заврши со комплетната реорганизација, тргнувајќи од местните комитети, општинските комитети, сите комисии кои што се во составот на Општинскиот комитет, униите на млади, униите на жени, униите на ветерани и така натаму. И сега можам да тврдам дека реорганизацијата на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Струмица е целосно завршена во изминатиот период и дека ВМРО ДПМН е веќе една стабилна политичка структура во општина Струмица, која што е една вистинска опозиција на локалната самоуправа. Јас лично сум презадоволен од работата на сите структури на партијата на локално ниво. Сакате да кажете дека атмосферата е сега многу подобра за разлика од пред една година во Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, имајќи во преди дека сте огранок на владеачката партија, но и огранок кој што има неблагодарна позиција наспроти локалната власт. Апсолутно тврдам дека ситуацијата е многу подобра. Јас имам една девиза во мојот живот, тоа е дека секоја работа која што се работи честно, која што се работи со љубов од срце, мора да даде резултати. Некогаш резултатите, како и во животот, доаѓаат порано, некогаш покасно, меѓутоа мора да дадат резултати. Јас мислам дека резултатите во работата на Општинскиот комитет, јас, мојот тим, членовите на партијата, нашето залагање вродива со плод. Дали сега после таа една година председателство со вас напред, а имајќи во преди сега актуелната политичка состојба во нашава земја, како Општински комитет подготвени ли сте за престојните политички избори, независно дали ќе бидат предвремени, редовни, за политички изборен циклус, бидејќи пред малку рековте дека после локалните избори некако падна ентузијазмот во вашата партија, но сепак сега самодовербата е далеку на повисоко ниво. Тоа е период кој е веќе далеку зад нас. Јас и во одговорот на моето прашање ви реков дека комплетната реорганизација на партијата е завршена. И ние не само што сме спремни за избори, дали се тоа парламентарни, предвремени и редовни, ние сега и веднаш сме спремени и за локални избори. Така, значи сите капацитетот на Општинскиот комитет може да биде во функција на Апсолутно. ВМРО ДПМН како политичка партија. Значи сите структури функционираат безпрекорно, сите задолженија кои се дават како од централата, така и од мене како председател на Општински комитет се исполнуваат со она динамика со која се предвидени, така да не гледам пречка за почеток на и спроведување на избори од страна на Општинскиот комитет. Така. Имавте една огромна задача, ако можем така да кажем, минатата недела, имајќи во предвид дека овде имавме трибина организирана од ВМРО ДПМН како владеачка партија, на која што присуствуваше речиси цела влада. Би сакале да поразговараме околу таа трибина, задоволни ли сте од одзивот на граѓаните, како таа беше спроведена?
од ваш аспект, имајќи во предвид дека беше овде во Струмица? Добро, како што знаете и вие новинарите, така и граѓаните, изминатиот петок во големата сала на Центарот за култура Антон Панов во Струмица се одржа трибина на владата на ВМРО ДПМН, на која покрај премиерот присуствуваа сите министри, заменици министри, државни секретари, директори на јавни предпријатија и установи, кои што се под централната власт. Трибината, која што се одржа во Домот на културата Антон Панов, беше масовно посетена. Јас сум презадоволен од одзивот на граѓаните, бидејќи колку луѓе имаше внатре, јас верувам дека толку имаше и надвор, салата беше преполна. Исто така на таа трибина, како што знаете, по негово барање присуствуваше и господинот Заев како институција градоначалник, што е преседан на трибините на ВМРО ДПМН, бидејќи овие трибини на владата на ВМРО ДПМН се отворени за граѓаните. На тие трибини, покрај образложувањето на програмите и проектите кои што се однесуваат на соодветната општина, меѓутоа и на Република Македонија, граѓаните во вториот дел од трибината си поставуваат одредени прашања кои што се однесуваат на нивниот личен живот, социјален, бизнис сектор и така натаму. Значи, тие се тука, министрите и премиерот, се со цел да им одговорат веднаш, да решат одредени проблеми или пак да се даде рок за одговарање и да решавање на одредени проблеми. Така да трибината беше многу добро прифатена од страна на луѓето, одговорите на прашањата беа многу добри, и јас сум задоволен од одговорите на прашањата и на господинот Заев. Исто така сакам да кажам дека на негово барање, јас ја зедов таа одговорност да го пречекам уште пред зградата на Центарот за култура, да го однесам до соодветното место за седење во првиот ред, каде што се наоѓаат и другите градоначалници од Струмичкиот регион, и како што некои медиуми рекоа, да ја смирам масата која што беше иритирана со неговото Како ја примивте веста со тоа што дали во истиот ден на одржување на таа трибина градоначалникот и неговите советници, директори на јавни институции сака да присуствуваат на таа јавна трибина? Како ја примавте ова вест? Значи, јас во четвртокот, ден пред одржувањето на трибината, или трибината беше во петок, одржав пресконференција, на која ги повикав сите граѓани, не само членови и симпатизери на ВМРО ДПМН, туку и сите граѓани, да дојдат на трибината, бидејќи таа е отворена трибина на која што треба да си постават одредени прашања. Сакам да кажам дека на тоа мое барање во петокот господинот Заев ми прати писмо неколку часа пред одржувањето на самата трибина, со кое побара да биде примен и да биде гостин на трибината заедно со уште 14 негови соработници, кои што се патем раководители на сектори или директори на јавни предпријатија кои што се под локалната самоуправа. Од наша страна барањето му беше одобрено и јас, како што претходно одговорив, се ја земав и таа одговорност да го пречекам, да го спроведам и да го испратам господинот Заев. Не изненада ли тој негов потек? Па, искрено да кажем, ме изненади, меѓутоа пак од друга страна реакцијата наша беше благовремена и онака како што треба. Така. Зошто господине Гошев, медиумите не беа присутни во оној вториот дел од трибината и по ова се дигна прашина, беа присутни и беше, мислам, укажано предвремено дека ќе имаат можност само да ја следат првиот дел. Се плашевте ли од тој втор дел на прашањата кои што ќе бидат поставени или зошто? Зошто едноставно не беа дозволени да бидат до крајот на трибината присутни медиумите? Мојот одговор лежи во вашето прашање. Вие сами рековте дека вие бевте како новинари известени неколку дена дека вториот дел од трибините, не само за Струмица, туку и сите трибини кои што се работат низ целата држава, се затворени за медиумите. Иако јас дознав дека господинот Заев ќе дојде само неколку часа пред одржувањето на трибината. А вие сте сведок дека вие како новинари бевте известени неколку дена. Зошто се прави тоа? Да, тоа е пракса, значи не само на оваа трибина, не само на трибините, бидејќи вие знаете дека владата на ВМРО ДПМН одржува трибини секоја година, и минатата година имавме повторна трибина, и на сите трибини кои се одржуваат низ Република Македонија, вториот дел од трибините се затворени. Зошто? Ќе ви одговорам и зошто. На тие трибини луѓето си поставуваат како прашање некои своји лични проблеми. Дали е тоа социјален карактер, дали се проблеми со работното место, со раководители и така натаму. Целта не е тие луѓе кои ќе дојдат таму само да плускаат раци и да аплодираат, туку искрено, честно, онака од срце да си ги искажат своите проблеми. Бидејќи многу луѓе се уште постои фама од медиумите, тоа е одлука на извршениот комитет,
е донесена одлука да не се снима вториот дел од трибините, бидејќи луѓето ќе не можат слободно да си ги изнесат своите ставови. Заради зачување на нивниот интегритет. Так.